Повторно назад во студиото, како што веќе ви најавивме. Денеска е некако ден кога се дружиме со навистина млади и талентирани луѓе од оваа мала, а мила Македонија. Добар ден за Филип Димишковски. Добре дојде во студиото на 1 ТВ. Инаку човекот кој што пред 2 дена ја прими наградата за најталентиран млад џез музичар во Македонија. Како си? Се чувствувам одлично. Така? И очекуваше наградата? Па, што знам, може би до некаде, но мене единствено би кажал дека ми е стварно драго што некој те забележал. Да, бидејќи тоа се луѓето со кои што јас постојано функционирам, со кои што постојано комуницирам. Да. И драго ми е што одлучиле да ми дадат една почит. Имаш 23 години, ако не се лажам. Музиката не е твојата единствена преокупација, студент си на финки. Да. И сега тоа вака малку кога ќе се стави на малце поише вака е. на една вага делува чудно. Како музиката во твојот живот воопшто? Па што знам, некако кога бев на таа возраст, 5-6 деление, имав некако вишок слободно време и од секогаш сум сакал нешто да правам надвор од активности, од школските активности. И еден период многу ме заинтересира на клавир да свирам, на било како, само да свирам, да правам нешто. И понатака од чисто тој интерес стана многу посериозен и со тек на време стварно навлегов во тие работи. Сега стварно свирам и се бавам со тоа. И сега свириш баш клавир, така, ако не се лажи. Да. Како што ќе кажеш, музички не си образован, формално не. Да, носи очигледно талентиран. Сигурно носиш тоа во себе. Па, знаете како, јас искрено верувам дека човек може се да дознае, се да научи што тој ќе сака. Јас ова што сум го научил од книги, од професори, приватни часови што сум имал, од дружење со музичари, испрашување, мои колеги знаат низ мојот период дека има многу луѓе што сум ги замарал и што сум им досаѓал стварно и ја стварно им благодарувам што го издржале тоа мое малтретирање. Добро, ти го нарекаш малтретирање, но е пред се голем интерес кај тебе да дознаеш повеќе. Да, сепак го препознале интересот мој, биле тука да ја задоволат мојата љубопитност. Така, не си толку нов, особено во тие, нели, џез води барем во Македонија и воопшто во музичките води, затоа што зад себе имаш соработки со повеќе познати имиња од македонскава музичка сцена. Па да, можеби еден од најдрагите проекти ми е летоска што се случи со Македонска филхармонија и бендот на Феми Кути заедно со него, каде што свиревме на по отворено небо во градскиот парк. Тоа беше прво такво искуство за мене со толку музичари и сериозни, спремни и башка многу голема публика. Причина уште повеќе да ја засакаш музиката. Па да, таа енергија. Па точно таа радост не е што ја чувствувате и од една страна и од публиката, од друга страна и од музичарите на сцената, е едноставно фантастично. Одлично. Тука ќе ги спомнеме и Конкурент Глајан и Гоце Стевковски, Септет, Љубојна и така натаму. Да. Веројатно големи планови, исто толку големи се и пред тебе. Вака, бидејќи немаме многу време, сакам да искористам една твоја реплика што ми ја кажа пред да влеземе во студио, ми беше многу интересно тоа дека е здодевно човек во животот да се занимава само со една работа. Да, дефинитивно тоа е многу. Тука и финки и музиката. Па да, пак тука би ја спомнал љубопитноста и сметам дека тоа го движи човекот да се надградува и да работи на себе
и како не само професионално, туку и како личност. Од друга страна, се останато што јас сум дознал, што сум научил, ми помогнало на крај во музиката. Јас имам снаоѓано во некои музички работи ради тоа што математички некои работи ми биле познати, на пример. Така. И Се има некоја поврзаност. да, се е поврзано. Зошто джез? Зошто джез? Па искрено мислам дека највеќе го отсликува мојот карактер. А тоа би било кажано во зборови? Во зборови кажано, Како? комплицирано и забавно. Повторно две работи. Здодевно е со една. А следни планови, Филип? Па имам намера да почнам со моите другари колеги да работиме на авторска музика. И веќе сме при крај со формирањето на албумот, да речам. И се надевам дека веќе ќе го комплетираме тоа од наредна година и дека ќе можеме да ви ја презентираме музиката која што ја создавам. И искрено таа музика мене пред се многу ми се допаѓа. Јас би си дошол на концерт да си ја слушам и да не свирам ја, пак нема да ми биде криво. И верувам дека и на многу други луѓе ќе ми се допадне. Има ли работа за музичарите од Твојков во, еве конкретно Скопје, Македонија? Настапи можеби по клубови, свирки? Да, има. Можеби не премногу, но музичар како музичар греота е да се ограничи на само толкав простор. Јас имам свирани концерти надвор од Македонија и едноставно потребен е поширок простор за јас да го пласирам тоа што го умееш. Што го имам, да. Да, и што го умееш, така. Филип, ти благодарам, уште еднаш честитка за оваа награда и се надевам дека баш така како што кажа, за една година кој има што да слушнеме, ќе бидеме тука и ти за нас и ние за тебе. Да, благодарам многу и вие за поканата. Ти благодарам и тебе. Сега следуваат минутите за Маја Готви. Се надам дека ќе има добар предлог за вашиот денешен ручек, а може да биде и вечера. Се гледаме за кусо.